левата страна на коритото на треска, наместа се сретнуваат потпорни зидови и мали тунелчиња, чие присуство прави загадка во оваа дивина. Нивното потекло датира од 1934 година, кога ненадејно започнала изградбата на теснолинејката железница, што требала по најкус пат да ја поврзе Скопската котлина со Порече. Почнала да се гради во 1935 година, а се користи од 1938 година. Водите на треска се скротени со потковичеста брана и акумулираат 2.600.000 кубни метри вода. Од памтивек клисурата кај матка со дивината на амбиентот кај луѓето предизвикувала длабока таинственост и мистика. Поради тоа, во овој див и необичен амбиент се вткаени светилишта од нашето средновековје, но и од времето кога се појавило христијанството во овие краишта, како и од вековите кога римјаните го владееле тогашниот свет. Во исклучително тешки услови на османлиското владење, македонскиот народ не престанува да ги одржува и да ги обновува старите, а понекогаш гради и нови цркви и манастири и ја развива црковната уметност. Во тоа време, православноста останува една од тврдините за заштита и зачувување на идентитетот на народното битие. Исклучително многуте цркви и манастири ја надополнуваат убавата околина околу езерото на Матка. Затоа можеби и многумина овој дел го нарекуваат Мала Света гора. Најрепрезентативна меѓу градбите на овој терен е секако манастирската црква Свети Андреја, вовлечена длабоко внатре во клисурата на самиот брег од езерото. А не многу одамна, пред да биде езерото изградено, и до манастирската црква, како впрочем и до овие терени, кај момчињата алпинисти ги вршат своите тренинзи, биле високо поставени во клисурата. Козја патека водела до црквата.
Според надписот на влезната врата, градбата на црквата е довршена во 1389 година од Андреја, син на кралот Волкашин и кралицата Елисавета, а брат на легендарниот крали Марко од Прилеп. Градена е од камен и тула во хоризонтални зони. Некогаш неговата полихромна фасада многу повеќе потсетувала на временски нему блиската маварска архитектура. Во турскиот период додзидана е и декорирана припратата. Од внатрешниот живопис главно се зачувани сите главни целини. И додека камерата го бележи живописот, да кажеме неколку збора за незиниот автор. Црквата ја украсувал митрополитот Јован, а му помагал Григорие. Ова го дознаваме од текстот испишан над нишата на проскомодијата. Митрополитот Јован располагал со високо сликарско и теолошко образование. Бил ученик на Цариград. Градејќи го својот стил врз домашни локални традиции, на современи текови од Цариград, како и внесувајќи ги своите лични способности и дарбата, тој создава врвни ликовни дела. На левиот брег, на самиот излез од клисурата, се наоѓа манастирот Света Богородица од Матка. Наоколу се манастирски конаци. Предпоставуваме дека можеби бил матичен манастир за повеќе цркви, манастири и моначки скитови во овој регион. Во надписот што е зачуван во Љуботенската црква во Скопска Црнагора од 1337 година, покрај криторката господја Даница, се споменува и нејзиниот син Бојко, господар на Матка. Можеби овој властелин ја изградил црквата. Според надписот на влезната врата, била обновена во 1497 година од некоја симилица што црквата ја нашла без покрив и со пропаднат живопис. Однадвор гледано, во јужниот зид, како и во тамбурот, високо над покривот, се гледаат зидани мермерни украси од една многу постара, ранохристијанска базилика. Зачуваниот живопис потекнува од крајот на 15-тиот век и ги носи сите карактеристики на живописот од турскиот период со послаби уметнички квалитети. Се распознаваат 5 зони живопис. Фигури во цел раст, во медальони и композиции од Христовите страдања. Во приземната зона на западниот зид се насликани обновувачите на црквата Милица и Никола во граѓанска облека.
излезот од клисурата, на високите карпи од левиот брег на реката Треска, се изградени уште 3 помали, доцно средновековни црквичиња посветени на Свети Спас, Света Троица и Света Недела. Локалитетот каде што се градени црквичињата представува плато истурено како полуостров во клисурата, а со извонредна доминантна положба над околината. Опфатен е со многу стрбни падини, а пристапен е само од запад преку благо седло. Во доцната антика овде стоела една населба обиколена со зид. На највисоката позиција од тоа време лежат остатоци од ранохристијанска базилика. Нејзината широка апсида е ориентирана точно на исток. Врз оваа основа, во доцниот среден век, е изградена многу помала црквишка Свети Спас. Во турско време таа била урната, за одново да биде обновена од селаните во најново време, а средновековните темели останале како обрач околу неа. 50 метри јужно од оваа лежи црквата посветена на Свети Троица. Во прашање се остатоци од доцниот среден век. Црквата била разурната во турско време, а пред некоја деценија раскопана од местните жители. Полна е со обработени камења од раноримско и доцно античко време. Овој локалитет бил култно место не само во средниот век. Во римско, а раноцарско време тука стоел еден поголем храм со монументална архитектура и квалитетни украси. Од него потекнуваат многубројни камени парчиња што и денес се гледаат на површината. Делови од архитравни греди, повеќе големи, убаво обработени травертински блокови, базиси од бел мермер и травертин со класична јонска профилација, делови од стебла на столбови, многубројни подлоги за ари, вотивни плочи со представи на Артемида и на тракискиот Херос. Овие делови делумно се преработени во доцно античко време на ранохристијанската црква или се пак взидани во средновековните цркви. Оваа манастирска црквичка толку е вешто вклопена високо во карпите, што далеку потсетува на непристапна тврдина. Всушност, искористена е мала зарамнета издаденост над карпите, обиколена со неколку метри висок одбрамбен зид. Зидот затвора помал манастирски двор, а од задната страна е надкрилен со вертикални карпи. Постои само еден пристап до ова скриено и безбедно место – тесна козја патека. Во оградениот простор и денес се гледа некогашната манастирска црква посветена на Света Недела, тешко оштетена. На ова засолнето место била подигната веројатно во времето кога турците веќе ги загосподариле нашите земји, а животот во долините станувал се потежок. Името на оваа црква, како и на соседната Свети Спас, подсетува на тие тешки времиња кога калуѓерите и испосниците по скриените планински засолништа очекувале спасение уште единствено само од Господа.
Над десниот брег на дезерото, наспроти црквата Свети Андреа, високо над карпите, скриено во див и живописен амбиент, стои црквата Свети Никола Шишевски. Нејзината историја не е сосема позната. Познато и сигурно е дека постои од 14. век, а има индиции дека е и постара, можеби најстар средновековен објект во регионот на Матка. Се состои од две градби. Постарата, еднокоравна црква, без украси, однадвор е најстариот дел. Секако подоцна, од западната страна е дозидана уште една црква со основа на впишан крст, со конзоли и со купола над црквата. Фасадата е украсена со тули, со испакнати лезени и со слепи аркади. Во црквата има живопис во два, а можеби во три слоја. Горниот слој, најдобро зачуван, датиран е со надпис од 1630 година. Карактеристичен е со својата наративност, со пренатрупаноста на композициите, со скромниот колор и слабиот цртеж. Во источниот, постариот дел на црквата, зачуван е постар живопис. Ги има сите карактеристики на монашкото сликарство од доцниот 14. век. Под овие фрески, на страничните ѕидови, зачувани се остатоци од уште еден постар слој на живопис. Последната од многуте цркви што попатно ги забележавме по долината на Треска е црквата Свети Атанас во село Шишево. Сместена е на доминантно плато над реката Треска. Има скромен изглед со едноставни нерасчленети фасади. Однадвор, во северниот зид и апсидата се гледаат зидани многубројни мермерни украси од многу постари градби. Во внатрешност има добро зачуван живопис со белези од турскиот период. Меѓу неколкуте ѕидни надписи, еден е датиран со 1565 година.
Освен архитектурата и фрескосликарството, во овие храмови се развивало и резбарството. Кон крајот на 15-тиот век, овде постоела и локална резбарска школа. Зачувано е името на јеромонахот Онуфрие, кој во 1645 година го изработил крстот на иконостасот во Шишевскиот манастир со голема уметничка вредност. И откога ќе измине пат долг 138 километри, реката Треска се уште со бистра вода се влева во Вардар. Не е тоа долг пат, но е интересен, особено последните 30 километри, што ги минува низ големата клисура, преполна со природни убавини и исклучително многу цркви и манастири. Вистинска мала Света гора.